И доаѓа Каролина на настапо, продаваме, па мислам, добро, цената никаква према во смисла од српскиве пејачи. Ние на Влестар работиме, ние со 200 карти не да сме задоволни, туку сме презадоволни. Со 200? Со 200 влезници по 30 франкови влез, 6000 си презадоволен. Пошто цената на пејачите тогаш беше многу помала, 2000 евра, мислам, или не знам колку ми беше платена на Авалон тогаш. Во тоа време Каролина, ова правам муабет пред 25 години. 2001, 2002. А Каролина носи 700 гости во дискотека. И сега дискотека во капацитет од 3000 души, 700 гости, ти се чини како да има 70 души внатре. Газдава, 3 раце, не да е задоволен, 21.000 пејачка кошта 2000. Презадоволен. А Каролина застаната назад, зад бина, Даниел седи позади и вика: ми е срам, не сакам да излезам. Вика, нема публика, не ичам да излезам. Абе, како не ичиш, бе, ние презадоволни, дури еве ти уште да те почестим, ако треба уште 1000, што сме презадоволни, не да не излезеш. А таја, пошто 3 дена концерти е полни, 3 дена со Ред Универзална, викам, за да ги донесиш овие 700 гости, како што кажав пред малце, на 18.000 македонци што се расфрлени низ цела Швајцарија. Значи, дошле по 300, по 400 километри. Во овој град овдека не знам дали има 10. Знаеш што значи исто како да си донесла 70.000 луѓе до Скопје на овие 700 души вреда 70.000 на публика. Значи, тоа е огромен успех. Ти да дојдеш 300-400 километри да гледаш еден пејач, е огромен успех. Ама меѓутоа тие во тоа време не го сваќа така. Си вика, ја Универзална полна 10.000 луѓе во 3 дена, се немам полна полупразна дискотека.